Почитувани, разговараме со градоначалникот на општина Гостивар и председател на Алијанса за албанците Арбен Таравари, кој деновиве престојува во Соединетите држави. Господине Таравари, разговараме со вас пред вашите средби со американски лидери. Која е целта на вашата посета во Соединетите држави? Ова е посета која што беше организирана од наши пријатели, кои што не повикаа на неколку средби во Соединетите Амерички држави. Ќе имаме средби и во Department of State, ќе имаме и во Конгресот, и во Сенатот, и со иселениците кои што се од Гостивар и од Македонија, така да повеќе средби на кои што се надевам дека ќе поминеме убаво во следните 3 дена. Алијанса за албанците побара со уставните измени да се внесе и албанскиот јазик како официјален јазик на државата. Какви се шансите овој предлог да помине во собранието? Видете, де факто и де јуре албанскиот јазик е јазик кој што се користи секојдневно во Македонија, во сите институции. Целата филозофија која што ја дебатираме сега е дали ќе стои албански или ќе стои бројка 20%. Ние сметаме дека ово е момент кога нашите сограѓани македонци и нивните представници политичките партии ќе видат дека е стварно моментот да го тргнеме таа бројка, како што инсистирам и македонскиот јазик да се користи така како што треба, кога се напаѓа од било која држава, така и албанскиот сметам дека не треба да стои како проценти, туку само тие 20% да се заменат со 20%. Од албанските партии апсолутно сите се за тоа, и од македонските ја не гледам поголема пречка, и СДСМ, и ВМРО, и декларативно, меѓутоа и меѓу нас кога зборуваме, па дури председателот на државата пред неколку дена кажа дека е апсурдно да се користат проценти за еден јазик кој што и формално и правно се користи во државата, така да се надевам дека ово е моментот кога ќе ги направиме и овие промени заедно со воведување на бугарите во преамбулата и тераме понатаму со европската агенда која што нема друга алтернатива за нашата држава во која што живееме. Вашата партија го држи ресорот правда, каде што се потребни најголемите реформи според Соединетите Американски држави. Дали ќе разговарате и на оваа тема на средбите во Вашингтон? Апсолутно да. Една од нашите приоритети, освен здравство и информатичко општество, каде што и таму се бориме со корупција преку дигитализација во информатичко општество и преку акции кои што ќе бидат превземени од Министерот за здравство, основниот ресор со која што се придржуваме на препораките и на САД, меѓутоа и на Европската Унија, тоа е реформите во правниот систем. Знаете, довербата во правниот систем во Македонија е 4 до 8%, во зависност од кој ја направил сондажата, анкетата. Мислиме дека, сигурни сме дека министерот веќе завзема одредени чекори за да се подобри оваа доверба на граѓаните во правниот систем. Јас ако кажам дека сигурно тоа ќе биде како да навивачки го кажувам тоа, меѓутоа следниот период, посебно следните месеци, тоа ќе биде и јавно и ќе се види и преку довербата на граѓаните. Гледате веќе со изборниот законник, има комисија од експерти, меѓутоа и представници од политички партии. Гледате за уставните промени, веќе има повторно комисија која што е експертска, и тоа најдобрите експерти од уставно право од Република Македонија, без разлика тие не се партиски, туку тие се луѓе кои што ги имаме, богатство кое што го имаме, меѓутоа и со одредени други закони кои што во секој момент ќе бидат во синхронизација со меѓународниот фактор, посебно Соединетите Амерички држави и Европската Унија. Граѓаните ќе го видат и ќе го осетат тоа, се надевам, за неколку месеци и довербата ќе порасне од таа едноцифрена бројка, се надевам во што поголема доверба кај граѓаните. Господине Таравари, ви благодарам на разговорот. Ви благодарам за можност.